знаете, последниве 2 години направивме неколку тешки одлуки, направивме тешки компромиси. Зборувам за договорите со Бугарија и со Грција, зборувам за законот за јазици, за кој што имаше сериозни отпори имено од главната опозициона партија, кој не престана за жал и до ден денеска. Ние решивме да не носиме само популарни одлуки и предпоставам кај дел од луѓето тоа имало свое влијание. Во споредбата меѓу 2014 и 2019, само во тоа што 2019 сега имавме демократски избори, демократски амбиент. И тоа го потврдуваат сите, и меѓународни и домашни монитори и политичките субјекти кои беа инволвирани. Значи, не можеме многу вода протече низ Вардар во меѓувреме за да можеме да ги споредуваме тие работи. Во тој период бевме, знаете, без пристап до медиуми, администрацијата беше блокирана и така натаму, меѓутоа политичките одлуки кои ги преземавме од 2016 наваму, јас мислам дека влијаеа на изборниот резултат. И веројатно на тоа граѓаните се разбира имаат право, така размислуваат, така и гласат. Не сум изненаден бидејќи трендовите кои ги следиме претходно, ако паметите анкетите кои се правеа во изминатиот период, покажуваат прилика вакви тенденции. Мислам дека по прв пат после подлог временски период анкетарските фирми погодија поприлично во однос на трендовите кои ќе бидат на изборниот ден. Ова е кампања за претседателски избори. Меѓутоа и партиските лидери беа инволвирани и на моменти тоа можеше некому да прозвучи како кампања за парламентарни избори. И јас не можам да исклучам, ниту некој може од граѓаните да исклучи, кога одам јас да зборувам за надлежностите на претседателот низ Македонија и му зборувам за Европска унија, за НАТО, за представување на државата во меѓународни односи, за одбрана и за безбедност, дека тој во глава, кога ме слуша мене како представник на оваа владеачка структура, не гледа во себе некои други работи кои на локално ниво можеби не се завршени, некои во ветувања од социјално-економската сфера кои не се реализирани. Значи мислам дека сето тоа имаше влијание. Ја кога одам, па претпоставам и другите кандидати не можат стрикно да речат ова не ме интересира, ова е што сите ние сме кандидати и на не партиски, меѓутоа и на одредена структура која е зад нас со десетина и кусур партии и веројатно граѓаните не гледаат и низ призмата на оние кои не предлагаат и не поддржуваат. Мислам дека тука лежи одговорот на вашето прашање. Очекувате цензусот да се постигне со оглед дека досега најнизок цензус Претседателските избори во историска смисла секој пат, во историска перспектива секој пат имале понизок цензус и од локални и од парламентарни. Јас реков и ќе повторам таа теза, ако некоја од големите политички сили не бойкотира на организиран начин, како што имавме ланската година, мислам дека цензусот ќе се постигне. Не можам да видам со оглед на резултатот сега некоја причина посебна за било кој од тие 2-3 големи политички структури да бойкотира, така што верувам дека ќе имаме цензус во вториот круг. Дали сте имале разговори со албанските опозициски партии? Нели за да ги Кога? мобилизираат Сега? Од како го видовте резултатот? Не, немам, не. Дали планирате да имате? Јас најверојатно не. Мислам дека до сега нема никакви договори во однос на некоја владачката структура, ако мислите некој од нивните првенци да разговарат. Мислам дека нема ни да се оди на тоа. Знаете зашто? Затоа што јас согласувам со тезата дека политичка трговија не ни е потребна. Значи јас се обреќав и во првиот круг и пред првиот круг не се гледав со луѓето од албанската опозиција, освен со оние што ги знам кога бев пратеник, па и тие беа пратеници, затоа што мислам дека не можете на таков начин да ги земете гласовите и да ги префрлите. Мене ми е туѓо како на човек тоа, не само како на политичар. И задоволен сум што до сега не гледам такви обиди од ниту една страна, ни од опозицијата, бидејќи тие имаат легитимно право да ги побаруваат тие гласови.